Малесиската носија представува белег на овој крај и таа е многу поразлична од другите носии во овој регион. Дури може да се каже дека носијата од малесиските села, Присовјани, Збожди и Ржаново, е сосема поинаква од она на селата Локов, Селци и Буринец. Кај овие носии може да се забележи влијание од Дебарскиот крај, бидејќи овие села некогаш и припаѓале на Дебарска жупа, а поради близината на градот Дебар, тоа влијание се чувствува и преку оваа носија. Глобочичката носија пак е уште поразлична и може да се каже дека таа му припаѓа на Дримколскиот регион. Машката носија ја сочинуваат кошула, украсена на градниот дел со вертикални редови везани со бел конец, бечви кои се од бела клашна украсени со црни гајтани, волнен појас по боја ален, кепе која е од црна клашна, долама направена од бела клашна, долга до подколена, украсена со црни гајтани и капа. Додека пак женската носија ја сочинуваат кошула, грлинка, калчини, скутник, клашеник, џубе, чорапи, опинци, прцле, сокај, гајтан, префрлач, забратки, дулак и накид. Една од најубавите носии представува невестинската носија, која ја краси убаво извезена женска кошула со широки ракави, извезена со срма, потоа елек, антерија украсена со седевки, клашеник со срмени украси и џубе со гајтани. Оваа носија е од Малесија, од село Ржаново. Се состои од кошула, клашеник, скутник, шамија. Кошулата е ткаена од бело платно, конопно, е везана на ракавите со голем вез, на корилот е везан, предницата и долниот дел на кошулата. Имало повеќе кошули, невестинска, секојдневна, празнична и други кошули. Оваа кошула е невестинска кошула. Оваа кошула ја поседувала мојата свекрва Неда Ивановска, везана е 1933 година. Оваа кошула ја носеле невестите и ја носеле за поголеми празници. Секојдневните кошули биле везани со помал вез, а имало една кошула посебно везана која ја облекувале мајките кога ќе се родило првото детенце. Оваа шамија ја носеле невестите или девојките. Оваа шамија се вика кискарка. Таа е црвена боја. Грлинката е составена од едно обично бело платно. Грлинката служела за покривка на предниот дел. Клашеникот е ткан од бела клашна и е везен со срма, со петлици е везан, со чоја кафејава, со гајтани, црни, портокалови и бела срма. Клашенците ги везеле посебни мајстори кои се викале терзи. Парите кои ги носеле невестите се викале чапраци. Овие пари ги носеле невестите. Постоеле пафти, исто така се раделе на стомакот од невестата. Тие се 2 пафти. Освен клашенците, исто така се носеле џубина. Имало џубе невестинско и џубе за постарите жени. Џубето е од бела клашна, исто го правеле мајстори, само е подолго од клашеникот,
можело до кај колената да биде должината. Тие се везеле џубината невестите со бели гајтани, со црвени гајтани, невестинските џубина што ги носеле. А за постарите исто така се везеле со посебни гајтани на боја, бела боја, имало и црни џубина за најстарите жени што ги носеле. Скутникот се ткаел претежно од волна, али и од вуница. Тој се состои од две дипли, скутникот, вертикално се шија, а хоризонтално го во ткаењето ги шарале скутниците со посебни шари. Иначе, за помладите било се ткаело со црна вуница и жолта вуница, а за постарите со потемна боја. Црвена, црна, темни бои. Се ставало на невестите, овие се викаат подпушталки. Чорапите се плетеле со јагнешка волна, помека, имало во разни бои. Имало црвена, алена, зелена, плави бои. За младите, за невестата и за зетот, претежно со алена боја и на врвцата од чорапите ставале паричка за зетот и за невестата. За постарите со црна вуница и биле шарани горе малку кај коленото. Опинците се правеле од свинска кожа за секојдневие. За невестите ги правеле од жолт сафтијан, а за побогатите купувале кондури. Во селото постоело училиште уште од времето на Првата светска војна, каде наставата се одвивала на српски јазик. По ослободувањето во 1947 година е изградено ново училиште, кое во тоа време го посетувале околу 70 ученици, а наставата се одвивала исклучиво на македонски јазик, за потоа кон крајот на 50-тите бројот на ученици да се намали на 30-тина. Во почетокот на 60-тите години бројот на ученици драстично опаднал поради што истото било затворено, а останатите деца наставата морале да ја продолжат во соседното село Збажди. Селот Малеција, одма после Првата светска војна, постоеле училишта во кои настава се изведувала само на српски јазик. Учителите биле срби или црногорци, меѓутоа имало и македонски учител, кој сигурно настави да изведува на српски затоа што морал. Например, тоа е Новкоколовски од Луково, е познат педагог, учител од Римковскиот регион. Кога македонскиот јазик беше воведен и официјално за службен јазик во државата, одма во сите училишта, значи и во училиштето во село Ржаново, кој беше отворено одма по завршување на војната, настава почнува исклучиво на македонски јазик. Така да во тие повоени години во училиштето беа запишувани и ученици кои имаа малку повеќе години, бидејќи немале можност да се школуваат за време на војната. Јас сум еден од тие повоени, да речем, ученици, некаде 1953-54 се запише во прво деление, и тоа во новото училиште кој се наоѓаше во Којчиница, бидејќи до тогашното старото што се наоѓаше сред село беше срушено. И бевме едно 30-40 деца, учевме во една голема училница, комбинирана настава од прво до четврто деление, со добри учители. Првите повоени учители дадоа печат на образованието во Ржаново, тоа се селчаните Даме, Сандре, Науме, а потоа и мислам Велјановски, Науме од Слатино се презиваше Велјановски, али на нас учениците посебно печаток ни остави Богоја Јоновски како од село Воков, како учител во село Ржаново. Меѓутоа тоа е време кога почнува брано населување на Малеција и на Ржаново, и секоја година се помалку деца останувавме, така да само 5 мина
останавме за да го продолжиме образованието во осмолетката која се отвори во село Збажди и патувавме секој ден со бајле, значи Аржаново Збажди и обратно после часови. И со текна време и тоа згасна затоа што се иселија скоро сите села. Училиштето во Аржаново и во сите други села беше затворено. Така да училишната зграда во Аржаново беше претворена во еден период во Чилимара од земјоделската задруга Црвена звезда од село Глобочица, во која на работување најдоа неколку девојки од Аржаново кај што се изработува рачно персиски чилими. Во селото постоел и фудбалски тим кој го носел името Малесија и кој се надпреварувал со останатите тимови од овој регион, како и некои тимови од соседните села на Горна Дебарца. Овој тим екзистирал и по иселувањето на жителите од селото Аржаново. А во меѓувреме, додека живееше селото, имавме, да речам, спортски надпревари со останатите села, се такмичавме со Збаждани, со Локвени, имавме еден тим, поседуваме на слика каде што тренер, капитен ние Митре Милевски и така натаму. Сето тоа за жал отиде во неповрат, бидејќи се исели Малесија. Народот од Малесија одсекогаш бил борбен и непокорен. Неговото учество во Илинденското востание, како и за време на Втората светска војна, е забележително. Овој народ масовно зел учество како во подготовките, така и во борбите за време на Илинденското востание, а дал и повеќе илинденци. На 2 август 1903 година, камбаните во сите малесиски села го означиле почетокот на Илинденското востание на дотогаш поробената, измачувана, но никогаш непокорена Малесија. Првото крштевање востаниците го имале на 3 август, каде што турскиот аскер ја нападнал Струшка Малесија од две страни, и тоа од реонот на Струга и реонот на Дебар. За почеток на востанието во Ржанскиот регион се смета нападот на Ржанската чета под водство на Арсе Наумов Ивановски на бачилото на Дебарскиот бек во местноста наречена Кравија Млака. Потоа борбите со турскиот аскер се распламтуваат низ цела Малесија. Најтешките борби се воделе во местноста викана Црни камен на планината Стогово, каде што паднале и првите жртви. Имало бачило од некој си турчин горе во планината во Локоското место и уште таму овие, а бач бил одржано, се викал Петре, а фишур за терење овците Јонче се викал, син негов од Петрета. И овие нашиви прво уште тамо татко и други и го избркали тој бачот. Удриле тамо на шамбар сиктер да те немат од овдека више ќе служиш на турците и го запалиле бачилото. И на основото јавиле долу во Коджаджик имало голема војска. И војската се покренала од Коджаджик и дошла горе, Црни камен ми е местото ке што го викаме, и тука почнала борбава. Не можејќи да му се спротистават на многојадниот турски аскер, востаниците предводени од реонскиот војвода Тасе Христоф Петковски од селото Присовјани добиле наредба да се повлечат. Прво селото се иселило од село Наполе ошли. Ние го викаме Наполе на езериште. Тоа една вечер престоале тука и после се преселиле ошли преку Караорман во Кическите села. Бржани таму, како и викаат тие селата, и таму останале све од Илигден до Митровден. Селото било сето изгорено и оплачкано. Овде треба да се спомене и Миле Мартиновски од село Ржаново, кој како секретар на областниот комитет за ова село одиграл голема улога, како во подготовките, така и за време на самото востание. Како учесници
Во Илинденското востание од село Ржаново треба да се споменат уште и Ристо Марковски, Дејан Марковски, Стојан Митрески со неговата сестра Неда Паунковска, Митре Георгиевски Ржанец, кој во историјата е познат и како езерски војвода, кој го контролирал реонот од селото Радожда, па се до селото Сирула, како и Тофил Велковски, Ристо Паунковски, Стојан Томовски и уште околу 35 учесници од село Ржаново. Во востанието учествувало сето село востанието. Имало жени, а најистакната била Неда. Неда од Митревци, од сестра од Стојана и од Фанија Митревска. Неда била најактивната во женските, во тој пол женски што оделе. Та одела со кумитите, подавање, носење, како медицина. Тога Наум Бирачовски, тој живеа, ја го паметував веќе него, негде преку 100 и некоја година, колку не знам да речам, дали 5 или 3, не знам. И тој правил овие мевлени за ранатите. После Илинденското востание започнува првиот бран и селувања од Струшка Малесија. Голем број жители од овие села ќе заминат на печалба како во европските, така и во преку океанските земји. Еден дел од жителите на селата Присовјан и Избажди ќе заминат на печалба во Чехословачка и Австрија, најчесто работејќи како сладкари, додека пак голем дел од жителите на селата Ржаново и Селци ќе заминат на печалба во Америка, најчесто работејќи како пекари. По завршувањето на Првата светска војна, есента 1918 година, повеќето печалбари се вратиле од Америка во своето родно село. Во 1919 година, некои од нив, земајќи ги своите семејства, се населиле во Охрид. Прво се Тасевци фамилијата, се иселила и дошле во Охрид. Другото иселување по-масовно што било, после враќањето, после светската војна кој прекратила, кој се вратили од Америка фамиливе Миле Петковски, Миле Паунковски, Стојан Митревски, то било второ преселување од селото. Овој крај не беше одминат ниту за време на Втората светска војна. Како од сите други краеви во Македонија, така и народот од Малесија зеде учество во подготовките и во борбите што се воделе во овој крај. Оваа земја повторно беше натопена со крвта на малесиските борци, кои ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. На 26 јули во далечната 1943 година беше формиран и малесискиот партизански одред. 1943 година, пред да капитулира Италија, пред 9 септември, се основавме вовдека малесиски одбор за одбрана од фашистите, непријателите, нормално. Во тој одбор командант беше Вело Бартовски. На одредот се делеше на две чети. На првата чета беше Косто од Збажди. На втората чета беше Милан од Локот. Презимијата не имам точно. И одредот имаше цел да се заштитиме овдека од кражби, од арабни, од тие работи. Учествуваше во неколку акции борбени. Знам долу на Дримот, кај Лобошица, кај што е сега централата, па преку Гарње, па Бебар. Во тој одред учествувае од село наше Александар Цветковски, Владе Павлевски, Климе Марковски, Марко Марковски, Радован Велковски. Овде би требало да се напомене
и тоа дека во селото Локов на 8 јуни 1944 година беше формирана првата македонско народно-ослободителна ударна бригада, во чии редови се наоѓа голем број на борци токму од овој крај. Одзивот на жителите од селото Ржаново, како за време на Линденското востание, така и во оваа борба, беше мощен масовен. Едни од најтешките и најкрвави борби се водеа токму овде, во реонот на Малесија и Дебарца. Во Народно-ослободителната војна, Малесија беше центар каде што се одигра многу значајни догаѓаи, како што е формирањето на првиот Народно-ослободителен одбор во село Аржаново, уште 42 година. 43 година на 26 јули во селото Локов се формира малесорскиот одред во кој што влегоа борци од сите малесорски села. Од Аржаново да ги истакнеме борците Владо Павлевски, Александар, како ние го викаме Сандре Флетковски, Душан Чипровски, Маринко Дуковски и други. Командант на тој малесорски одред беше чувениот Вело Барутовски од село Селци, а негови помоќници беа Блажевски од Локов и Косто Тримковски од Збажди. Аржаново беше центар